новото засилување во екипата на Металург. Петар Мисловски оди на голот, во составот го нема Данило Брестовац на овој надпревар. И Металург сега во своите редови има тројца квалитетни голмани. Мите Стоилов, одлично, прецизно втор погодок намалува на 6:3. Брзо возвраќаат за овој погодок од предмалку со број 5 Томас Крешо. Оди сега на линијата од 6 метри во нападот на Вардар со број 6 и Пецаковски на левата бековска позиција, тоа значи дека Велко Марковски, неговиот брат Никола Марковски се повлечени од игра, Јовчевски и Алушевски на крилните позиции. Реков на дополнети тие натрешни позиции со Томас Крешо, кој токму сега прифаќа топка. Корпулентен ракометар кој дојде од првенството на Хрватска, од екипата на Осијек. Но реков бара веројатно многу поголем квалитет на линијата од 6 метри во екипата на Вардар. Сега греши за момента Пецаковски, оставена оваа топка. Десно освојуваат ракометарите на Металург и можност да намалат по оние 6-2 и на 6:4 за Довлен Ѓоргоновски. Тоа како одигра во одбраната заедно со своите соиграчи, но веднаш Ѓоргоновски напушта играта, ослободувајќи место во случајов за Маркичевиќ во нападот. Токму Маркичевиќ со топката ќе оди до крај, поставен ли беше блок. Да видиме што покажуваат судиите, така со задршка. Ајде да видиме уште еднаш од оваа забавена снимка, иако и мојот прв печаток беше како на судиите Николовски и Колевски дека имаше игра од блокот, иако ниту оваа забавена снимка, а ниту пак стручниот штаб на Вардар и ракометарите кои се во непосредна близина на тој дел од теренот не беа убедени во такво нешто, па оттука реагираано, како и да е судиската последна 6-3, водство за екипата на Вардар Про се ближи средината на првото полувреме, има прекршок за 9 метри, покажан жолт картон за Јовчевски. Ванчо Димовски ќе уфрли во игра, нема многу простор за игра на пивотот, внимаваат на Ванчо Димовски, добро во одбраната на Вардар Про. Наумче Мојсовски, повтор на теренот, Ѓоргиевски, одлично организирано од одбраната на Вардарци, се обиде Наумче Мојсовски, бара прекршок, нема да го добие, но да видиме ќе има аут. Ќе забележиме нова трета интервенција за Петар Ангелов, ќе мора да се интервенира подот 14 минути 18 секунди игра, 6:3. Металург како ретко кога досега во дуелите против Вардар Про има проблеми со реализација на нападот, но сето тоа се должи, реков, пред се на добрата игра во одбраната на Вардар Про. Требали да подсетувам дека и Лино Червар и во екипата на Металург максимално внимание посветуваат на играта во одбраната. Оттука само 9 погодоци за овие веќе близу 15 на минути игра во првото полувреме. Филип Миркуловски, еве сега чиста ситуација и ќе реализира Маркичевиќ. Негов прв погодок, она што пред малку го најавив, еве со мини серија, намалуваат на само 2 гола, 6:4 на 15 минути и 20 секунди до крајот на првото полувреме. Споменав барем претходните искуства од дуелите меѓу две екипи, велат дека која и да е предноста на едниот или другиот состав, ниту една не е недостижна. Имаш ли потреба сега од вакво нешто? Многу паметно искусниот Алушевски остави Ѓоргиевски последен да игра со оваа топка и од тука Вардар ќе остануваат среќни во овој напад. Немаше потреба се префрла целиот простор од 6 метри на екипата на Металург, но да видиме сега. И натаму продолжуваат агресивно во плитката зонска формација во одбраната на коментарите на Металург. Тешко се доаѓа до позиција. Ѓорѓевиќ, одлично поставен блок од Ѓоргоновски, се развели полуконтра, ќе запре Шурувија, иако се излече младиот Ѓоргиевски. Задоволен Ѓоргоновски од сето ова што го одигра пред малку во одбраната, но според Филип Миркуловски има мали проблеми со топката, дали премногу лепак на неа, ќе биде заменета на записничката маса со на резервната. Го гледате Ванчо Димовски и популарниот стратег не само на балканските простори, воопшто во Европа, Лино Червар, неков човек кој што постави нови критериуми во ракометот, вела дека е еден од најдобрите теоретичари, но сето тоа со хрватската репрезентација и со составот на Загреб го спроведе и во дело. Но сега на овој надпревар, за разлика од оној во автокоманда, и вардарци одговараат со идентичното оружје, со одлична игра во одбраната. Ванчо Димовски се жали дека бил фаулиран во
на линијата од 6 метри. Миркуловски обид да проигра со Ванчо Димовски. Силен Димовски, тешко е да се одигра против него. Иако сега Јовчевски ја презеде таа одговорна задача. 16 минути и 6 секунди, 6:4. Малку погодоци. Само ќе подсетам, во Автокоманда во овој период од надпреворот немаше многу погодоци. Исто така, тогаш Металург водеше некаде во 60-70 минута со 7:5. Ништо од овој напад, но играл Симовиќ во блокот. Од тука ќе останат ракометарите на Металург и ќе добијат нова шанса. Брзо да организираат акција, затоа што се под закана на пасивен напад. Миркуловски бие, не погодува. Многу среќно топката до Чурувија. Негов втор гол, првиот го постигна од пенал и со многу мака во нападот, но сепак стигнува до -1. Сега да видиме, нема среќа Томас Крешо, не стигнува топка до него и некако премногу бавно беше упатена. Уште еднаш Ѓоргоновски одличен во одбраната. Само гол предноста по оние 6:2, сега гол предност и напад на екипата на Металург за израмнување. Доколку погодат ќе биде тоа серија од 4:0 со која максимално ќе се вратат во игра, но и натаму продолжуваат проблемите со двете топки на овој надпревар. Реков, овој нов производ на Адидас кој е веќе втора година во употреба, прима многу од она лепило или смола што ја користат ракометарите. Микрофибер, значи не е класична кожа топка, туку од микрофибер облога која прима од тоа лепило, прима и доста влага и од тука често го губи топката за овие официјални надпревари својот квалитет и од тука многу често и реакции. 6:17 минути и 25 секунди игра од првото полувреме. 9 метри за Ванчо Димовски. Веднаш комбинација со Маркичевиќ, Лазаров, односно Миркуловски, па Наумче Мојсовски, нов прекршок. Со идентично оружје одговараат во одбраната на коментарите на Вардар Про, но чиста ситуација, не успева Маркичевиќ, двојна одбрана на Ангелов, вкупно 5 за него, но одбиената топка и натаму останува кај ракометарите на Металург. Но во секој случај многу значајно на психолошки план ова што Ангелов го демонстрира, беше под знак прашалник неговиот настап на овој надпревар, се жалеше на повреда и практично не беше воопшто внесен Ангелов во оние 15 на условно ќе го наречам во официјалниот записник, кој непосредно пред почетокот претрпе измена, значи отпадна Пешич од тој список за да му се укаже можност на Ангелов и еве одлично во овој период од надпреварот 18 минути игра, само гол предносно и натаму продолжува овој напад за Металург. Наумче Мојсовски бие и повторно добро поставен блок Симовиќ или пак Марковски. Најмалку важно, веќе и трета интервенција во серија, вкупно 6 за Ангелов. Полуконтра спротивната страна. Бранко Ангеловски, прекрасен погодок, прв за него, големува на 7:5, прекината мини серијата од 3:0 на ракометарите на Металург за повторно позитива. Овој пат од скромни 2 гола, иако пред само неколку минути или во 12-тата има и позитива од 4 ракометарите на Вардар Про. 19 минути игра, 7:5. Реков, ова е дерби за кое се говореше и пошироко од нашиве простори, особено пред 2 сезони. Сеќавате она што се случуваше кога на вкупно 7 надпревари 6 меѓусебни дуели овие две екипи одигра со нерешен резултат, а тогаш само еден гол разлика. Вардар Про Металург 28-29 го реши шампионатот во сезоната 2007-2008. Победата на Металург од еден гол разлика овде во Кале беше решавачка за тогашниот шампионат. Прекрасен погодок на Маркичевиќ, сега тој се разигрува, намалува на 7:6, втор гол за него. Легуваме подека во последните 10 минути. Сега Велко Марковски на плеймейкерската позиција, но ќе напушти. Пецаковски ќе се врати во игра, Бранко Ангеловски ќе оди на центар, Пецаковски разбирливо лево, ракометар со огромен потенцијал. Го демонстрираше тоа и низ настапите во исклучително силната група во која се ракометарите на Вардар Про во лигата на европските шампиони. За сега и немаше кој знае какво меѓународно искушение во оваа нова сезона. Екипата на Металург, се сеќавате, рутинирано мина во мечевите со Молдавски Олимпус и говорев пред малку, еве потврдата, фантастичен погодок на Пецаковски за
8:6 на точно 10 минути и 5 секунди до крајот на првото полувреме. Мисовски е тука крај Червар, прима совети каде да покрива, иако ова не беше стандардна позиција за Пецаковски, но реков, виде простор, упати, прецизен, силен удар, но сеќи му повторно позитива од 2 на составот на Вардар Про. Маркичевиќ, комбинација со Чурувија, имали простор за влез за Мојсовски, фаулиран 9 метри. Ја нема онаа игра на Металург во нападот, но реков плитката формација во одбраната 6-0, што ја форсираат вардарци, не им одговара ниту на Миркуловски, ниту на Нао Мојсовски. Сега токму Миркуловски настрада во еден дуел со Алушевски. Објаснува Алушевски кон судиите дека практично Миркуловски испровоцирал или одглумил една ваква сериозна повреда. Судиите беа во непосредна близина, не го санкционираат стартот на Алушевски, но добро е што се е во ред за сега со сите ракометари кои на моменти се пожалат на повреда. Продолжува Миркуловски со играта, науче Мојсовски влегува и погодова. Еве го првиот гол на Мојсовски, беше прв стрелец на надпреварот во автокоманда, а сега со својот прв погодок во 21-та минута намалува на 8:7, точно 9 минути до крајот. Многу работа и за делегатот на овој надпревар Драган Ачевски, кој делегатската функција извршува заедно со Миле Најденовски, затоа што постојано од клупата на Металург се нанозе. Тоа не го дозволуваат ракометните правила, може да стои само тренерот